Министерот Бочварски имаше разговор со неговиот колега кој што вчера беше во Македонија. Меѓутоа министерот Бочварски не беше во Скопје за да може да се сретне. Јас сум исто така многу прагматичен човек, како што е прагматична и американската амбасадорка. Правењето на било кој меѓудржавен регионален пат може да биде предмет на разговор помеѓу било кого. Тој може да биде предмет и на разговор помеѓу комши, помеѓу представници на политички партии, помеѓу пријатели, може да биде предмет на разговор помеѓу било кого. Меѓутоа, предмет на реализација може да биде само помеѓу влади. Исто како што предмет на реализација на one-stop shop концептот на граничниот премин Чафасан со Албанија беше разговаран на различни нивоа, меѓутоа беше реализиран од страна на владата во Албанија и владата во Скопје, во Северна Македонија, и на отварањето бевме јас и председателот на владата на Албанија. И медиумите беа повикани, имаше таму представници. Исто и со овој пат. Овој пат се работи за една идеја која што е многу поодамна од посетата на премиерот Курти на општините Чаир и Тетово, каде што мислам дека човекот беше злоупотребен, да бидам искрен, во дневно политички цели на овие два градоначалника кои што сакаат да се етаблираат на политичката сцена. Тој тоа и го, откако се крена дискусија во државата, вие ја видовте изјавата и на премиерот на Косово и на председателката на Косово. Ја видовте и мојата изјава дека сите држави во Западен Балкан мора да соработуваат меѓу себе за да можат да изградат регион кој што ќе биде интегриран во Европската унија, и така и ќе биде. Почна да се зборуваат за големи држави овде. Овде има две држави кои што се дел од најголемиот сојуз НАТО. Така да архаичните концепти од времето на национал романтизмот за големи држави се завршени на Балканот. Тоа го кажа јасно и американскиот амбасадор во Косово. Тоа ќе ви го каже јасно и генералниот секретар на НАТО и било кој друг политичар од таков ранг. Тоа е завршена работа. Ние сме земја членка на НАТО. Вие кога ќе поминете пред владата на Северна Македонија, има знаме на НАТО. Кога ќе поминете во Тирана пред владата на Албанија, има знаме на НАТО. Во Црна Гора има знаме на НАТО. Значи, ова се држави кои се дел од најголемиот одбранбен воен сојуз во светот. И ќе ви илустрирам уште нешто. Балканот не е веќе Балкан од 90-та година. Вие имате Словенија, Хрватска, Црна Гора, Северна Македонија, Грција, Бугарија и Албанија, земји членки на НАТО. Потоа, Словенија, Хрватска, Бугарија, Грција, земји членки на Европската унија. Црна Гора, Албанија, Северна Македонија, Србија, земји кои преговараат со Европската унија. Ако не постоја комуникации помеѓу овие држави, а не постоја, ќе ви кажам зошто не постоја. Во времето на комунизмот се работеше само коридорот 10. Коридорот 8 не постоеше на мапата ниту на бивша Југославија, ниту на Бугарија, ниту на Италија, ниту на Албанија. Зошто? Бидејќи се заработеше за држави со различен систем на уредување и со исклучително лоши меѓудржавни односи. Албанија во тоа време не комуницираше со никого. Односите помеѓу Југославија и земјите од Варшавскиот договор беа на исклучително ниско ниво и мене воопшто не ме зачудува кога ќе видам 80 годишни политичари во нашата држава и во другите соседни држави кои што уште го застапуваат тој концепт да не се градат коридори и да има кавга помеѓу државите. Зошто? Бидејќи тие така ја изградиле својата кариера. Вие се уште имате пратеник во нашето собрание кој што доаѓа од редови на УДБА. Па какви ставови сакате тој да има? Да ја види државата во Европска унија? Како може тој да ја види во Европска унија? Абе тој кариера изградил државата да не биде во Европска унија. Тој кариера изградил државата да биде скарана со сите соседи. И вие се од него очекувате да ја носил државата во Европска унија. Тоа не може.
државата во Европска унија може да ја однесат новите млади политичари кои што виделе што сакаат новите генерации. Нашите млади сакаат да работат во Европска унија заради поголем стандард, заради подобро социјално осигурување, заради подобро владење на демократија. Тоа е што треба ние да го направиме за граѓаните. Тие сакаат да имаат коридори и патишта. Што е важно, дали дошол заменик министерот да разговара со некого. Тој може да разговара колку сака. Владите имаат подпишано меморандум. Тој меморандум вели дека во иднина треба да се размислува за изградба на пат кој што ќе ги поврзува Призрен и Тетово и ќе се приклучи на коридорот 8. Зошто? Секаде каде што ќе изградите пат, магистрален или автопат, регионот се развива. Вие погледнете погледнете мапата на регионален развој во нашата држава, па и во Бугарија, имаме новинар од Бугарија тука. Најнеразвиени региони се тие кај што нема коридори. Североисточниот регион кај нас и нивниот централно-западен регион или северо-западен, како ќе дојде. Погледнете ги само, помините низ градовите и селата. Нема пат. Истото се однесува и на нашиот југозападен регион. Кој е најразвиен регион кај нас? Вардарскиот регион. Зошто? Затоа зашто коридор 10 е направен од времето на Југославија, а намерно не се правени овие.